Се чисти снегот и наносите од врнежите на патиштата во општина Ново Село. Обилните врнежи ја излеа од коритото реката Песен кај Мокрино. Водата влезе и во домовите на граѓаните. Овде во горниот дел на село Мокрино, местото викано Песенска мала по реката Песен, има најголеми штети од обилните врнежи. Поплавени се десетина домови на жителите на ова место. Жителите раскажуваат дека водата донела и дрвја и камења од планината, што дополнително придонело за излевање на речното корито. Па тука кај мене многу штета не направи, зашто горе се излија реката, таму е повеќе на приштета повеќе. Тај дел, мал. Анче ако беше тука, јас имах штета повеќе. Сега како што гледате нема многу, ама значи за друг пат ќе има сигурно. Општината ангажирала механизација за чистење од приватни и правни лица за побрзо да се стават во функција локалните патишта. Градоначалникот Божинов апелираше да не се користи патот Колешино-Бориево, бидејќи се отворила голема дупка пред мостот и е ризичен за сообраќај. Во текот на оваа недела ќе излезе наша екипа од терен за проценка на штети, да се направи увид, да се види што се е оштетено во домовите на нашите сограѓани. А во текот на денешниот ден можам да кажам дека спремни го дочекавме снегот. Во секое населено место имаме наша механизација која работи на расчистување на улиците и сметам дека се овозможуваат основни услови за непречено одвивање на сообраќајот. Директорот на ЦУК Стојан Чангелов вели дека се очекувани поплавите по толку сушна година и затоа надлежните институции треба редовно да ги одржуваат каналите. Токму затоа предупредивме, имавме неколку координативни состаноци и со јавното претпријатие водостопанство, но и со представници на локалната самоуправа. Каналите кои што се надвор од урбаната зона ја чисти водостопанство, каналите кои што се во склоп на урбаниот дел во самите општини се под надлежност на јавните комунални претпријатија, односно локалната самоуправа и начело со градоначалниците. Значи, Центарот за управување со кризи не штити, туку координира со соодветните институции. Во Струмичкиот регион штети имаше и во општина Босилово, каде се излеа реката Струмица.